И сега сакам да ја поздравам и нашата драга колешка Ирина Спировска, која што ја имаме на линк, ќе ни говори за една исто така многу убава и интересна вест, која што верувам дека љубителите на класичната музика и тоа како ќе ги израдува. Иринче, добро утро. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе и до сите кои што во моментов се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Утринава се јавуваме во живо од Македонската филхармонија за да го најавиме традиционалниот концерт на Македонската филхармонија на кој што учествуваат учениците и студентите од државните музички училишта и факултети. Младите доаѓаат, односно звукот на идната генерација е насловот на концертот на кој што ќе настапат младите, талентирани, перспективни имиња кои што доправа треба да ја освојуваат нашата музичка сцена. Нешто повеќе за концертот, програмата, што се ќе биде изведено и што ќе им понуди на тие што ќе дојдат вечерва да го проследат концертот. Во продолжение ќе слушнеме низ разговорот со маестро Боријан, кој што е еден од најбараните и најценетите наши музичари, добитник на бројни награди, професор на музичкиот факултет и човек кој што секогаш на сцената знае брилијантно да диригира со оркестарот. 20 години главен диригент во Македонската филхармонија, огромно искуство на многу светски сцени, а вечерва еве заедно со најмладите ќе ве видиме заедно со диригентската палка и под ваше раководство. Маестро Боријан Цанев, благодарам за одвоеното време и за тоа што ќе имаме можност да ги запознаеме гледачите со вечерашниот концерт. Прво благодарам за најавата, навистина така убаво се почувствував, благодарам за убавите зборови. Ова е еден од тие традиционални концерти кои што Македонската филхармонија веќе години назад ги подготвува со младите таленти кои што потекнуваат од средните и музички училишта низ државата и факултетите. Голем дел од нив се и мои студенти од факултетот за музичко уметност во Скопје, така што јас со задоволство го прифатив овој предизвик. Оваа година малку понапорен во смисла како обем на програма, но ете ние сме, како што рековте, професионалци, ќе си ја завршиме нашата работа најдобро и ќе им дадеме максимална поддршка и потпора на младите уметници. Голем дел од нив за прв пат воопшто излегуваат на сцена. И навистина разберете сега кога некој прв пат се среќава пред публика и особено во работа со оркестар, не е така едноставно, но имаме сите разбирање, првиот пат е најтешко, потоа веќе е полесно, нели? Така што има убав избор на програма, разновидна програма, повеќе инструменти, има виолина, има саксофон, има кларинет, има глас, контрабас и така натаму, да не испуштам некој. 15 учесници во 14 точки, поделено во два дела. Ударни инструменти ќе се слушнат исто така, пијано. Така што публиката, се надевам, ќе ужива и ќе им даде максимална поддршка на младите. Тоа значи дека од прилика повеќе од час и половина ќе може да се ужива во таа убава и богата музичка програма што ќе ја изведе Македонската филхармонија заедно со младите солисти. Па повеќе од 2 часа би било веројатно, со се да не прогнозираме, меѓутоа ќе има доволно време љубителите и нормално семејствата, блиските на младите уметници да дојдат да им дадат поддршка максимална, како што и ние им ја даваме и така, да се надеваме дека во иднина ќе имаат многу повеќе можности за настапи. Без настап, нема суштина студирањето ако не излегуваш на сцена. Да, ова ќе биде одлична можност да го скршат мразот, да застанат на голема сцена, заедно со вистински искусни професионалци, да го покажат она што го учеле вредно низ годините пред публиката што ќе биде дојдена тука. Публиката може да го посети овој концерт бесплатно. Да, колку што знам, бесплатен е концертот, влезници нема. Ги препорачувам на гостите да дојдат во нормално време, да уживаат, да ги исклучат мобилните телефони и да им се посветат на децата максимално и да им дадат поддршка.
Како ќе тече денешниот ден, односно дали ќе имате и генерална проба пред самиот концерт и колку се ваквите денови напорни за сите вас што сте дел од овие настани? Па добро, генерална проба има вообичаено на денот на концерт. Сега за кратко време, за 1 час ќе почне генералната проба, ќе ја поминеме програмата. Да, вечер има концерт, напорно е, меѓутоа на крајот на криштата тоа не е работа, ние сме обучени за тоа, тренирани сме и немаме право и не треба воопшто се жалиме напорно. Има и на други кои што им е напорно. Нашата професија е најубавата професија за мене, музиката, и треба да уживаме во тоа што го работиме. Така што мене лично не ми е воопшто напорно, уживам. Тоа е очигледно од сите овие долги години во кои што успешно ја балансирате вашата сценска работа со вашата едукативна, односно професорска работа. Па да, и тоа има своја убавина. Јас долги години поминав во Македонската филхармонија, градејќи ја филхармонија, помагајќи, така надоградувајќи се себе си, и она кое што сум денеска на вистина во голема мера и го должен на Македонската филхармонија, веќе таму почнав млад, 23-4 години имав, после еден период одлучив дека е време можеби да се посветам малку на помладите, на студентите, да им го пренесам моето искуство и моето знаење, но секако не ја заборавам и мојата прва матична куќа, секогаш сум тука за неа и задоволство ми да работам со моите колеги. Маестро Боријан Цанев, ќе ви посакам во име на телевизија Алфа, секако и во мое лично име, успешен концерт вечерва, да уживате и вие и младите уметници што ќе ги видиме на сцената, а публиката да биде магепсана од звукот што го носи идната генерација на наши македонски музичари. Ви благодарам и повелете на концерт вечер. Секако ќе ни биде задоволство. Ете, тоа беше маестро Боријан Цанев, под чија што диригентска палка ќе се реализира вечерва традиционалниот концерт на Македонската филхармонија, на кој што ќе ги видиме 15 одбрани ученици и студенти од државните музички училишта и факултети. Уште еднаш подсетуваме, голема сала на Македонска филхармонија, почеток 20 часот, а влезот е бесплатен за сите оние што сакаат да уживаат во низиното височество, класичната музика, но и во уникатниот спој на младоста и на талентот од нашата музичка сцена. Слободанка, од мене толку, односно Сузе, двете сте во студио, можеби ако имате некое прашање околу концертот или за маестро Цанев? Јас би го поздравила многу маестро Цанев и би посакала уште многу успешни генерации да се на сцената, со кои ние ќе се гордееме, и посакувам успешен концерт на сите.